Почитани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во емисијата Арена, или по-убаво кажано добре дојдовме ние во вашите домови преку телевизија Сонце. Надвор е студено, врнежливо, останете на малите екрани, ќе бидеме интересни. Зошто? Не заради тоа што ќе зборуваме само за фудбалот, како најважна споредна работа на светот, нели? Току затоа што мој вечерашен гостин ќе биде од легендите на Вардар, поранешни, се разбира, човек кој што има што да каже и од тоа време и намерно сакав да ја посветам ова емисија, како би ја нарекол, ретро емисија, заради тоа што сакам да направам една споредба сето тој во што не играме фудбал и победуваме или губиме или тагуваме и се радуваме и така натаму. Меѓутоа, убаво е да се посетиме, особено постарите љубители на фудбалот, на она што навистина беше фудбал порано и што беше Вардар. Да не должам многу, мој вечерашен гостин е Диме Георгиев. Диме, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер, добро најдов, поздрав до гледачите и да сите љубители на спортот, посебно на фудбалот. Јас така на брзина нешто најавив како ќе биде емисија, сакам малку, значи да ето им обрнам внимание да ги подсетам постарите љубители на фудбалот што беше Вардар и поранешна Југославија тогаш, нели? Вардар во неа, што значеше Вардар за Скопје, а помладиве да сватат дека и пред 50-60 години си играл фудбал, не по фудбал, само со актуелните репрезентативци или фудбалери. Вајде, како помислите вие, како дете, каде почнавте? Скопјанец, роден. Детството вие Маđар Мало, поред Вардар. Нормално спортските активности се и пливањето поред фудбалот. Основна работа, пливањето во Вардар и играњето по малските улици или по малските игралишта. Не е тоа Скопје, ова Скопје е огромна разлика. Тогаш сите имавме услов да играме како деца. Денеска, на жалост, немаат услов децата да играат во самиот град, во самата околина кај што живеат. Како го пометите Скопје од тоа време? Колкаво беше? Скопје беше пак, како ви кажам, сега со 120-30 гледачи, жители, Скопје со 4-5 мала, меѓу другото уоквирен во границите до железничка станица сега, значи негдека до Партизанска улица, оствари до Рузвелтова улица, Чаир од таа страна на Вардар, значи и Маđар Мало, Ново Мало, Пајко Мало, Дебар Мало, тоа беше Скопје. Сега тие уште се водат така, ама веќе тоа е, чека, тие не беа во центар сите мала. Площадот беше центар, па кај кидеме во град, викаме. Од Маđар Мало, кај идеме во град. Значи, сега е Скопје, друга димензија, многу народ, многу услови за подобри работи, ама многу скратени услови за нормален живот на младите. Оние што не следат знаат дека ние направивме една емисија во рамките на Арена, и тоа беше фудбал и постигна убава голема гледаност. Во секој случај, меѓутоа, сепак ми останаа некои работи недопрашани, недокажани и решив повторно да ми бидете гостин за да појасниме нешто. Благодарам. Како почнавте, на колку години почнавте? Фудбал? Да. Откој знам за себе, фудбал играв мало, како сите деца во Скопје. Во Вардар ли почнавте? Почнав активно веќе. Активно почнав во Вардар. Така. Значи во Вардар почнав како седношколец. Значи закаснет, без обука, без ништо, ме прибрава од школа, другарот мој Љубиша Николич, ќе повторам, на Урош Петровски, тренер и играч на Вардар, капитен на Вардар и тренер на младинци на Вардар. И Љубиша, колега мој, од техничко школа, ајде, вика, дојди, ти си, овде си цар, вика, како цар, вика, ние си играме фудбал. Да. Кој се, Вардар бил поем за сите. За цела Македонија бил поем да играш во Вардар играле само најеминентните фудбалери од цела Македонија, претежно Скопјани, ама имаше и од другите градови. И, ајде, викам, ќе отидов таму. Големо игралиште, како аеродром, ми се виде. Ние играме мали игралиште, 30 на 40, одеднаш играш од на 100 метра. Не може го добре. Го гледаш големо мали, во секој случај. Тренерите се тие кои што знаат да си проценат кој вреди, кој не вреди. И
ме прифати Урош како таков. Макара беше тренер на младинците, Урош на подмладокот. И Урош вика, не ти кај мене, кидеш кај Макара, младинци да тренираш. Ја чекај бе, ја овде не научив, не ми покажава ни штопување, ни ударице. Знаете, не сме имали ние таква школа фудбалска како што имаат сега овие, или Вардар имаше таа школа, ама јас дојден тамо и отидов кај Макара, тамо и тие 2 години се пред мене тренираат, одбрани се пак тие. Јасно селектирани. Селектирани се, тој одиграва, ти у први тим неколку души заиграва, заедно со мене и пред мене. И добро, тука си тренирам, сега ме прибрале, ајде кај Макара. И заврши тоа као селектирање, не ме исфрлива. Значи, од една степеница погоре идам, си викам, гледа, овие дрибла, тој штопува, кој шутира, ја, како ова, знае, ама гледам, капирам. И веројатно сум имал ја нешто. И игра првиот тим, играат тие, как се вика, први тим, младинци. Да. Ја, демек, у резервите сум тамо. И се случува таа една утакмица, да не дојде многу талентиран играч Раде Цубаревски, лево крило, не дојде на утакмицата и он беше специфичен така како левак, изразито добар фудбалер. Ми вика, ки играш лево крило. И 11-ка тебе, тија. Искочив, ја 11-ка. Ја играм, не ти кажа ќе трчаш вамо, нема тактички игри. Нема тактички игри. Ти играш само колку знаеш, како можеш и да се снајдеш и таа позиција. Една ситуација доаѓа, трчам напред, назад, со лева нога гол. После тоа 10 минути пак со лева нога втор гол. Веќе повторно прошли пат што реков, почитуваниот Миле Миланов доктор, кој што беше играч на Вардар и после завршуваме, слушај, макар овој за први тим е века. Ја уште прв пат играм за младинци, значи во таа екипа, младинска екипа, прв пат играм на терен, тој ми овој за први тим. Ја викам, како ќе научам кај овие бе, Кире Николовски, Лазе Мојсов, како Зигоманов, како Лјуша Николич, како Кирес, како ќе научам да играме како вие? Меѓутоа, овој бил за први тим. Така, кој беше во првиот тим? Мислам, тогаш Вардар беше оние носители на купот, што беше, ние бевме младинци и сега Вардар беше, тогаш беше и шпиц во Вардар, као тренер, и екипата на Вардар беше одбраната, уште бранеше, ми се чини Георгиевски, па беа Вушидолов, Ангјушев, Дацевски, Часа Божиновски, Трајчевски, тоа е така во линијата, напред Мирко Илиевски, Дончевски, Сократ Мојсов, Шулинчевски и Владо Николовски, тој тимот што го освои Пехарот. Значи, тоа беше првиот тим тогаш кој што ја респектабилен тим во секој случај. Па во секој случај и тие се една генерација која што се втора, да кажеме, првата генерација со Джина, со тие првите кои се формира Вардар 47-8, после оваата генерација која што доваѓањето на Шпиц направи една трансформација и успеава да го освоат Пехарот. Така. Колку години имавте тогаш кога почнавте во младинци? 15? 14? 15? Толку, тоа е 61 година, јас сум 45, значи 16 години. Како гледате на ова што сега фудбалерчиња, фудбалерчиња на 6-7 години почнуваат да тренираат? Има ли логика нека? Има логика, бидејќи современото живење и науката прави човекот да се оспособува помлад во сите сегменти на животот. Добро. Значи, меѓу другото, за мене беше изненадување, овие што кажувате вие, во Нови Сад кога бев на виша тренерска школа, кај Радивој Радосав беше професор, иначе играш на Војводина и репрезентативец на Југославија по време, и он ми даде мене податоци, односно услови како да биде некој да постане фудбалер. Селектирањето од 7 години. Не се премногу млади тие деца. Не се млади, бидејќи, еве, може да пратите и Меси и сите овие се евидентирани
Значи, селектирањето не е тоа во клубови, него ги селектираат, играат по школи, по овие клубови, како што ги има приват едно друго, и сега ги тестираат. И во самите тестови ќе изрази некои психофизички и ментални способности и тој го пратат и чим ќе го селектираат од тие, да речеме Вардар да напред на 1000 селекција од 1000 души, тие за 10 години, значи треба да пред 10 години тој да се школува, иде да се тестира со разни тестови и ќе ги покаже своите квалитети. Јас правив еден серијал пред 7-8 години, може и повеќе. Се викаше "Тоа беше фудбал", во кој што ги обработував така и кариерите и животите на Пеле, Гаринча, Јашин и така натаму. И ниеден од нив не почнал пред 14-15 години да игра. Тоа беше тогаш така. И тие Да. тогаш. Да, и тие тогаш почнаа бе 14-15 години. Немаше тогаш клубови со школи, со младинци. Во Македонија, претежно Скопје и околу сите градови, и сите селци имаа фудбал. И у фудбалот играат деца, од 5-16 години, 17, Так. од тогаш почнуваат да играат. Био тоа, никој не им кажува, никој не ги обучува, тако беше системот. Добро. Сега имаме стручњаци, има школовани тренери кои што идат на школи, на факултети, кои што допринесуваат за развој на еден млад човек и да ги искаже својот талент да го искаже преку формирањето како личност и како комплетна фигура. Така, немам ништо против, нека почнуваат они, барем мене вака од страна гледано, како лаик, нели? Ми изгледа дека на 6-7 години што може тоа дете да, уште ќе го поставиш ти, убрски, на терен. Не, сега сваќањето какво е кај нашите тренери, за разлика од тие што се поквалификовани, постручни и понапред од нас, тие треба да играат и се селектираат само со тестови. Значи, не им даваат задачи у првите години, затоа што го пуштаат да игра. Детето сака да игра. Секој сака да игра. Так. Меѓу другото, него го бира, го тарантира, го гледа. Значи, висина, тежина, фамилија, сето тоа се следи и да види како може да израсне овој да фудбалер, може и за кошаркаш, веќе таа висина не може да дојде во обзир за селекција. Значи, меѓутоа, кој ќе ги првите години, значи 4-5 години, 3-4 години, тие ги пуштаат да играат. Селекцијата е само со тестирање. Сите деца играат фудбал. Ама сите трчаат по топката. Ама сите трчаат по топка. Е сега специфика, некој што има талент, како и во секоја сфера од животот, Так. има за музика, за пеење, така и овдека. Тето како сваќа. Зато има играчи кои што се везни, крилни играчи, одбранбени играчи, значи со своји специфики. Сега тука го зимаат, стручна екипа го зима, тоа треба да биде федерацијата, државата, да ги усмери тие квалитетни лица, деца квалитетни, и да инвестира во нив. И уште едно прашање и ќе продолжиме со... Ние вака ќе скокаме цело време. Нема проблем. Да. Зошто тренерите на оние помали категории, да кажеме 9, 10, 11, 12 години, кога доја дете уште не може да оди се вика на терен, нели? Инсистираат на освојување на први место Погрешно. во ете нивна генерација, први сме, втори сме, трети сме. Што врски ако си први, ти треба да направиш играч од неја. Ама тоа го говоре пред многу. Ти не треба, не спомнав ниеднаш освојување на први Да, место. ама споменува. Кај нас постои нека желба за докажување преку децата. Трагично е, родителите сакаат да детето моје игра у Варда, детето моје игра, ваму игра таму. Поште го нека игра. А после го детето дека игра има кој да каже детето дали има, нема шанси, и Фери е многу пати, јас сум се идам, пратам, бидејќи сум учествувал и во селекција. Зато ја прашав, знам дека сте... И пратам и мене ми е најчудно кога родителот ќе дојде, ќе вика по тренерот, ќе го опцуе,
имало случај кога од играат утакмица, виша тренерот нормално си ги прави комбинациите да играат сите деца. Ќе го извади тренерот тоа дете, овој се пушта, ќе се тепа со тренерот, родителот ќе се тепа, изиди, ти више нема да играш фудбал, му вика. Замисли, која траума родителот му прави на едно дете, нема да играш фудбал. Зашто мисли, он дека е тој што ќе каже детето негово дали ќе биде фудбалист, нема да биде. Тренерите ќе кажат и селекторите, односно ова што зборам ја, правилната селекција, ќе се види кој е за фудбал. Сакам да ја прашам уште нешто. Дали ова што се формира многу приватни школи е добро или е контрапродуктивно во однос на оние клубски младински пионерски школи што треба и нормално е да постојат? Овие се школи потребни се тие, бидејќи не можат сите да се опфатат во фудбалски клубови. Сепак носител на фудбалот се фудбалските клубови, на надпреварите, се фудбалските клубови. И сега клубовите треба да инвестираат во тие школи. Значи, секој клуб да си има, ако ништо друго, да е ментор на некоја школа и да рече, вие тројца ќе работите, децата што искаат ќе дојдат кај нас после тоа. Значи, во една програма, кај што деца ќе работат по програма. Тренерите, ние имаме добри играчи кои што работат во тие школи, меѓутоа доаѓа ситуација да ги снемува децата. Зошто? Затоа што, оно што го кажав, родителите мислат дека ако платиле да му игра детето, да се социализира пред се, тоа е големата работа. Детето да се социализира. Детето може ќе биде виолиниста, може ќе биде... Не знаеш животот што носи. Инженер, така ли? Да. Они од сега мислат дека децава треба да го заменат Меси или Роналдо или сега и... Пошто разговараме со родители. Така. И со тренерите, мајстор ми кажа, од родителиве глава не боли. Знаеш, тоа е проблемот кај нас. Али треба клубовите да ги прихватат овие што се школи, да бидат под дивна капа и сега како истурени оделение. Како истурено оделение. Значи, испостава тој што е напреден и стестина виде ќе земе ќе го донесе во клубот. Зашто преку клубот афирмацијата е апсолутно поголема, бидејќи иде во организирани надпревари, кај што јавноста го гледа тоа и се иде напред, значи поквалитетно. Вака сега најталентирани во таа школа игра таа школа прва е победиле, први едно, друго, ни едно дете не е дошло да игра, да се испрли во... Зашто? А кажете ми ова што не ли е премногу комерцијализирано тоа со плаќање, не знам колку е, 1000-2000 денари месечно, па треба опрема и тоа е оптеретување за родителот во секој случај. Видете, тука треба... А од друга страна, се извинувам, од друга страна имаме една друга опасност. Ако е поимашен родителот и ако рече јас сум спонзор, пример, на оваа школа, неговото дете мора да игра. Без оглед на тоа дали вреди или не вреди. Па ја потенцирам грешката на родителите стално. Не се компетентни они кој дете ќе биде фудбалер. Ама платил? Ама он може да плати детето да му продаде сладолед, не да игра фудбал. Па добро, сега е решил. А тоа е желбата на родителот, ќе го кажа примерот со детето, ти на едно дете да му земеш љубов, да го извадиш од фудбал, нема више ти да играш фудбал. Да. И што ќе игра пинг-понг? Ама како детето нема да сака да учи, нема сака ни татко да сака. Љубовта према секоја работа, према спортот или конкретно во фудбалот, како и према се е посебна работа. И тоа го влече човекот напред, љубовта према нешто. Сега ти, тој што ќе може да плати, тој треба да биде среќен што детето негово се социализира, што е равноправен со сите таму. Така. Нажалост, некои такви мислат дека нивните деца се вундеркинд. Да. И да се вратиме. Ве видели Иле Шпиц тогаш на терен или покасно беше тоа Шпиц? Не, ние бевме на тренинзи, трениравме. Иле Шпиц беше сафаден со првиот тим. Секој пат ние трениравме пред првиот тим. Значи,
младинците пред првиот тим на помошното игралиште на Вардар и после кој ќе завршевме доваѓа првиот тим. Се убеѓу време. Дур ние на крај сме на тренингот, доваѓаш Илје Спиц, значи да погледа вака и елементи ни покажуваше како се штопува топка. Так. Сега, нас не ни го кажува тоа и тренерите не беа толку образовани, да кажам. Сепак тој дојде, па вака е штопка, па она, па со глава, па ова, па ова, све се тие елементи кои што основни треба, движењата основни треба да се научат со систем на вежби. Сега, ја затоа го памтам. Јасно. И детаљот што ни го кажа, тоа ќе го не го заборавам. Не, центрират, примајте топка. Штопирај, знаеш, никој не ти кажал како да штопираш? Тоа се има наука е тоа. Како поставиш тело, едно, друго се. И вика, вие гледам топката, штопираш со нога напред. Демек ни кажува ја како сум штопирал топка. Топка да биде тука, ја напред ногата ставам, те ќе се одбие, нема топка. Ти вика, видите, вика, ова ви е женска, вика, топката е женска, ако милуете, ќе ве сака, ако не милуете, не ве сака. Сами се ти кажува еден човек, една легенда, кој го гледаш вака, и дајца, и гледаш, вика, топката кога иде од таму. На женската како и викаш, душо моја, така вика, и ти со руката ќе пружиш вака, ќе земеш, ќе ја прибереш, ќе ја донесеш у нога. Мислам, така сликовито ни го кажа тоа. И останува. И останува трајно. И одма доаѓаш до една позитивна работа, позитивна ситуација, да го работиш како што треба тој елемент. Откако ги постигнате тие 2 гола на местото на Цибалевски, заигравте за прв тим тогаш или потоа бевте резерва? Не, после тоа беше кратка сезона, беше месец-два, и макар тоа беше заврши есенски пролетниот дел, макар отиде за Австралија да игра фудбал, Васко Гокиновски макара, уште беше и да биде тренер таму уствари во Австралија, и Урош го донесо да биде тренер на младинците. Значи он као на кадети, па сега, пошто тие се двајцата што работат, и не превземе Урош нас, и по тие надпревари тренираме. Се тоа со тренинзи какви се, што се, колку знаеле, све ни пружал, он све што знал ни пружал. Доаѓа ситуација, гледајќи ги моите квалитети, сепак човек кој што познава, играл фудбал, искуството е огромна, најголема работа искуството во животот и во фудбал. И една утакмица, му вика, Љубиша, ти иди напред, играј полутка, Димек игра халф. Ја не у први тим, ја у тие тренираме и видам она што имам ја, Димек игра халф. А Љубиша за мене жонглер. Кај ќе ме стават таму ќе играм? И на закачалка и на статива да ме стават ќе биде. Давај, ја играм халф една, друго и така. Со тие квалитети што ги имав. Ја релативно одговорен, него другото стандардно фатив место. Во таа халф линија што игравме во тие подмадокот наш, кој што беше веќе 2 години, 3 заедно, јас со нив бев. Значи, они беа 2 години пред мене, година 2 и пушташе година 2 заедно бевме. И бевме неприкосновени во Македонија како младинци, обучувани од тренери, меѓу другото игравме и против првиот тим на Вардар, сме играле секоја недела по една тренинг утакмица со првиот тим на Вардар. Па учиш тренинг. Тоа го не го гледам сега, тоа има други методи сега. Ние сме биле тие што сме играле, јас како дете играм со фудбалски клуб Вардар, првотимци што играат југословенско првенство. Така. По поим. Тренинг утакмица поубава школа нема, тренинг утакмица на градски стадион. У четврток први тим со младиот тим. Навистина е убав пример дадовте. Зошто сега не се користи тоа? Па и тие се по 20 години, 18-19 години. Па види, ние касниме многу работи. Сега во ред се тргна еден, има системот се унапреди, се почнава првенства за пионери, кадети и младинци во државата. Добро. Тоа се направи. Мислам, сето тоа, со тоа што
ова што го спомнам во Германија, Франција, Италија, сега тоа е одамна тоа кај нив. Ова нашето почна 2000 година. Значи, они од памти века играат млади тимови. И после тоа е најдобра школа кога играш со подобар од тебе. Така е. Ја заиграв за први тим ке скокна малку, ја учев од фудбалерите против кои играв. Ја 19 години играв против Школарец, Милутиновиќ, против тие легенди, после Ферхатовиќ, против играчи цела Југославија, чебинци. Играчи што не? Кој да ги кажам, светски играчи. Така. И сега ја играш против нив играш. Ке ти кажат двака, едно, друго, знаеш, ето тоа, меѓу тоа гледаш тој што направил, како направил. Па и ти ќе се обидеш. Друг пут нема мене така, не може да ме пројде, знаеш. И така се учи, и тој дел. И добро, повторно ти прашам. Тоа е еден добар начин на помладите фудбалери, младиците, да стекнат искуство, нели? Да изиграат утакмица против први тим. Зошто еднаш во неделата не го практикуваат тоа? Не знам. А корисно е? Тоа е одличен систем, користен систем е. Сега, на младиот играч му треба надпревари. Така. Не му треба надпревари сега на Меси, не му треба сега на Роналдо, он може да седи да спие. Преку глава му се. И ќе искочи на утакмици, ќе игра истиот тој, веќе он е машина се тие. На ова дете, на младово дете му треба малку поголема тензија да има, да иде со појаки, да осети малку цврстина, значи да се привикнува. Но нема тоа кај нас. Сега го има тоа и кај нас го има, меѓу тоа е Лига на млади тимови има во Европа, кај што играат првите тимови. Тоа се со големи финансии, таму веќе се професионалци се и тие, ако се тие по 20 години, 21-2, значи има таа, знаеш, кај нас има исто така надпревари, во пионери, кадети, младинци, меѓутоа недоволно се обрнува внимание. Морам да кажам нешто, кога јас дојдов во Федерацијата да видам раководител на сите младински генерации. Така. Ја прво нема ништо тајна. Ние касниме. Нема ништо тајна како се организира една држава да се има фудбал. Сите се пред нас организирани и се ние правиме она што го кажа ти детето мое. Од мојата екипа да игра репрезентација, мој тренер да биде, овој да биде. Еден тренер, еден селектор, замисли, кога сите имаат 4 селекции, 4 селектора, значи еден раководител, 4 селектора и по 2 тренера, ние имавме еден селектор за сите генерации. И дојдов јас и тоа бидејќи го видов тој систем, како иде да се ствараат фудбалери, бидејќи и мене ме створили преку некој систем. Јасно, пофалам. Сега било тогаш така, ма сега напредно иде. Ја викам, ништо. Професионални тренери, 4, не аматери. Аматерот не резултира. Кој сака да каже? Не е заинтересиран. Професионалец во сите сегменти. Професионалци 4 селектора ќе истајте и ќе фатат Македонија, одадоше цела ќе шарат, ова што кажеме, да водат рачун на сите деца во Македонија. Селекторот на пионери, селекторот на постари, кадети, селекторот на младинци и постари. Значи, они ќе имаат увид и во селектирањето на тие деца. Така. И се направи резултат. И тоа, јас сепак пора да кажам, направив тие деца им треба, што викам, популаризација, популарност. Да игра ја на градски стадион, кој сум дошол прв пат да играм, како младинец, знаеш, играш на градски стадион. Значи, пун стадион 20.000, пред игра играш, 7-8.000 веќе дојдени се. Да, те гледаат. И кога завршува нашата такмица, веќе е пун стадионот, значи веќе те гледаат 15.000 гледачи, стигнати на стадион, ние завршуваме, важно има 15.000 гледачи, нашто не гледаат. Не е малку. Па кого гледаат денеска 15.000 гледачи? А се рачуни ти, кој е таа? И публиката уште ќе те поздрави за добар потез. Така. Дали одбрана, дали напад, све тоа и сега тоа дава стимул. Сега,
апропо ова што го кажувате, имам едно прашање. Дали е добро, знаеме дека медиумите денеска вршат огромна улога во популаризација на некои фудбалери и така натаму. Дали е добро да се isforsира, ако е некој добар, нели, во тие пониски школи, да се направи малтене звезда од него уште тогаш, или да чекаш да дојде до некои сениорски години, каде што тогаш ќе почнеш да го форсираш, заради тоа што тренерот ти кажал, немој да го форсираш, може да го изгориш. Да не му удри слава во глава. Дали е добро за тоа дете да се осети како звезда уште на 16, 17, 18 години? Па, види, ние до новија не изгорел, ни Меси, ни Роналдо, едно друго, нега ги форсираат новинарите, одно популаризација добиваат уште како 15-16 годишни играчи. Самодоверба, нели добива поголем? Не, нормално, самото тоа добива самодоверба и му одговорност. дава, тоа ми го зе зборот, му даваат одговорност да има. Така. Значи, не може више детски да се однесува. Веќе, кога е веќе и селектиран, кога е инвестирано во него, и он мора да одговори на тоа што е инвестирано. И затоа тука е сега големата улога на штампата, на медиумите, таков играч да се сачува. Так. И да не се препушти еден да го води, него мора да има систем на обука, бидејќи млади луѓе знаете како е. Млад човек, значи мора да биде под контрола. И така се прави со своите фудбалски квалитети, звезда се прави. Така се направени сите звезди. Јасно не може. И што значи, сум прашал многумина што биле овдека и секој ми кажува, нели? Што значи тоа, не коди во својата генерација да не го изгориш? Што значи да го изгориш? Нема што да изгориш. Па нели е целта да... Па е Лига шампион игра по 17 години, деца по 18 Кого ќе изгориш? Кој е изгорен? Чак се афирмира, се профилира како светски играч некој. Значи не се сите, меѓутоа ти не можеш да го чуваш некој што има преиспозиции и можности да се супростави, да влезе тамо. Што ако е помлад? Нема веќе годините, не играат улога. Ама играат. Нека игра сега има 16-17 години, зошто да го стави во прв тим? Па кога ќе игра? Па, колку имаат овие убаца што играат млади во Реал, што се по 18-17 години имаат? Ама ние добро знаеме дека како се вика Руни и Криштијано Роналдо во Манчестер Юнајтед на 18 години го носеа. И ќе ги чекаш да играат прво до 22 години да изиграат репрезентација. Да и ти му чекај помоц. Не се чека, квалитетот не се чека, квалитетот се форсира. Штампата, новинарите помагаат многу да се дојде, бидејќи и корекција ќе му направат. Бидејќи тие кои ќе му викаат, таа види ви направи, ова не му треба. Ама јавно ќе го каже штампата. Да. Тренерот ќе каже, нече ќе го фати за уши. Ама друге кој ќе искачи у штампа, тоа што му кажал тренерот, он може би не го приму 100%. Ама некој го видел. Кој искочи сега вака во јавноста, дека стварно не бил добро, треба да се поправи, затоа тука и голема улога игра штампата, новинарството, медиумите за формирање. Да, дека кај нас не се доволно не се. Па не се затоа што пак ќе кажам, за квалитетните поединци во сите сфери или конкретно во фудбалот, мора сите да учествуваат да го формираат тој човек, тоа дете, таа личност, не еден или екипа да се формира и сето тоа, бидејќи сето тоа носи многу позитивни моменти. Кажува пример на другите, гледате овие се жртвуваат што постигнале. Значи, тоа е игра на младите, спортот е за младите. И сега сите сакаат и сите примери позитивни гледаат. Никој не се земал ја 39 да носам од Роналдо, ама внуците мнои носат. Па се ето, иако ја спомена, како се вика, науката, техниката и така натаму, веќе се продолжи векот на фудбалерите, играчкиот. Па нормално, бидејќи еве сега е конкретен пример, најголем пример во Модрич, Лука Модрич. Значи он 40 години игра, да нема лична карта, да има дата на раѓање, не знаеш кога е роден. По Конституцијата, како што е, нема да му даеш повише од 20 години. Да. Современата наука прави
организмот, значи медицината и сето тоа, да бидат поиздржливи со помош на тренинзи. Апсолутно. Организмот на човекот е проучен, го проучуваат, не се знае кај му се границите, бидејќи во основниот дел во атлетиката, гледаш, после 10 години, ама некој ќе направи скок, рекорд, подобар. Значи, секој пат науката допринесува за квалитетен развој на поединецот. Кога дебютирате за првиот и како? 65-та година беше тоа, 64-та година потпишав договор, така, екипа цела 4-5 души, 65-та година век бе во вториот тим практично, со првиот тим тренирав. Значи таа е припремна школа што се вика Калфа бев. Значи не сум чирак, Калфа. Сега степен повеќе. У Калфи сме ние теа сега, со првиот тим си тренираш све едно друго све, ама не играш на нив, него имаш занатото што и не ти го дава така лесно? Не се дава така лесно сега. Прво имаш играч кој што играл 7-8 години игра и ти како можеш сега, немам ја толку такмици, колку што нема толку тренинзи колку што има тој утакмици изиграно. Да. Ја ќе играм таму. Сепак праксата си го чини своето. И 65-та година беше кога играме Вардар и Олимпијакос игра во Атина. Ние треба да идеме таму. Јас си во вториот тим сум, не сум во први тим, првиот тим веќе си имаме и другото 5 души егејци. Сократ, Илија Мојсов, Лазе Мојсов, Мицко Николовски, и не знам кој беше. И немаат право да... Прво, немаат право да играат. Не ги пушта преку граница. Не. И сега Чаре, а Хуго беше тој кој што пратеше и тестираше, не тестираше индивидуално кој и како што може и да може играш на едно на две места да игра. Сепак кога донесе голема некоја промена во фудбалот, идеме и го зема и, пошто не беше Сократ Мојсов тука, го зема Ацо Шуменковски како центарфор, значи немаше да игра центарфор некој. Доаѓа ситуација, го каже составот, Мите Атанасовски, Дровац, Диме Георгиев. Јас ми чекам, грешка да не е. Ајде ше еднаш. Ова, ама ја до Диме Георгиев запамтив, не запамтив. На така не знаеш. Абе, што ајде, чекај бе, леви бек, сакав да му кажам бе, шефе. Како ќе му кажеш, не знам леви бек да играм. Он те става да играш таму. Да. И сега, че играш? Пази, вика, имаш најдобриот играч игра против тебе. Имаш преиспозиции, ќе играш това. Репрезентативец на Грција, името му го знам Василио, брз играш едно, нема теорија да го држам. Само ми кажа 2-3 фора, он гледа, кој е овој се ова дети што е, знаеш. Ама ја му се залепев, што се вика така. Се игра утакмицата, под рефлектори, тие грците со огледалца маваат со пластични лимуни, оние што се, знаеш, на мите во очи му светат со огледалца, со рефлектори, овие се, знаеш. Така беше времето. Дојде една ситуација, од 30 метра, ја го чекам, не му дав топка да пипне, меѓутоа се залета неколку 30 на 25 метра, дојде и ја шутна у гол. И топката иде ке Мите Атанасовски, ја гледа, ама вака и сега ја снема од рефлектори. Под рефлектори игра. И вака и топката над глава му пројде влезе у гол. 1-0 победија. Тоа беше моето деби. Ја сега и понатак играме. Заврши 1-0, тугле, ја благам таа како да даде овој гол. Твојот играш. Дебитирам ја, сега ќе ме фати овој за уши, како би си го пуштил гол да ти даде. Тоа е мојата психологија, дека ја одговарам за него. Доаѓа, Хуго. Мали ме викаше, браво Мали. Значи, уште имијата не да ги знаеше така. Чудам ја, фала. Утре ден ту вестник искаже тамо и носат, вика, види бе, што пише овде, дека Николич и Георгиев најдобри Вардар.
Се тука се, Шуле, тука е Бето, тука се. Да. Играчите, сите што се... Ја ништо не играв. Ја не знам што сум играл. Меѓу другото, другите знаат што е, како е и така, заиграв за први тим. И после тоа, пак резерва. Не, па се врати, игравме у Мостар утакмица после тоа отидовме за Мостар и резерва. Али веќе со прва резерва екипа. ме ставива, значи веќе видео е дека имам ја можности да се најдам во интерес на клубот, на тимот и резерва ме стави. Тоа беше после прво, второ, трето, четврто коло и тоа е со Раднички Ниш овдека и Хуго ми дава, ти ќе играш, вика, полутка. Од бек сега полудиш. Осмица ќе носиш. Добро. Кога ќе држиш? Радивоевич, најдобриот везни играч на Раднички Ниш, што највише ја крира играта. Така. Има задача само он да не игра, ти не треба да играш, ми вика. Како? Така беше, ги победивме. Јас само една топка имаше, ја шутнав од 25 метра, така, Кнежевич бранеше, за малку ја фати. И тоа беше работата која победуеме, знаеш, и пак Хуго доаѓа. А на Хуго му беше важно да има резултат. Така. И знаеше квалитети тама, он не е веќе тој Вардар што ќе игра за Лепаршап фудбал. Да. Игравме убаво, знаеш. Нема убаво више, готово. Што ми е резултат? За бодови, за резултат се вика. Доаѓа и нема проблем, браво, честитам. У вторникот на тренинг, јас имам спорт до понеделникот, Диме Георгиев, петка. Павле Дамјанов, новинар. Криво ми е, како ќе ја... Да. Овој ми честита шефот, А ти но овој најмало петка си. ми става. А и Павле Дамјанов, доаѓа, го знаеш Павле Дамјанов, колега, пишеше за спорт. И Хуго ми ка доđe вамо. Како ти ми е срамота, на српски му збори, петка да му даеш, он дебитира, дечкото испод осмица не смеше, бе, тој дебитира, вика, прва утакмица победуе. Не направи една грешка, ти него петка, па не го видов нигде, вика. Тоа е. Диме, кој бил најтежок играч против кого сте играле? Мислам вака, дали сте го чувал или ве чувал, не е битно. Па види вака, ја морам да го спомнам. Во долгата Ивица кариера. Осим морам да го спомнам. Да е легенда светска, едно друго и против него. Така. Сум играл и сум играл против Калоперович, кој се врати од Италија, за Олимпија играше. Така. И она што се вика, ме прошета жеден преку вода, знаеш, и ја све мајсториште, репрезентативец на Југославија, он на крај на Калоперович? Или Осим? Прво за Калоперович, за Калоперович, да. прво Калоперович, знаеш, уште ја тогаш, и веќе играм у први тим, и ќе го држам Калоперович, знаеш, он мајстор југословенски, репрезентативец у Италија беше. Дојде, ја викам, ој, старио, викам, ќе го ја врптој топката, ја и ораница. Само вака ме погледне. Искочи смешен. Така. Знаеш, не победя, не е битно и после друга, втора утакмица, што не може, него држава светски играчи, па ја ќе одржав Осим. У Сараево играме, Осим имаше жолтица, беше болен и немаше до таа утакмица играно ни една утакмица. Меѓутоа го ставива резерва да биде. И ние играме против Желјо у Сараево и доминираме. Значи, имаме простор сега, ние не бевме лоша екипа, со Желјо таму да доминираш, без обзира што играат и Каталински, Земко, Мујкичи, сето тоа екипа и шампионска, меѓу другото, и ние не сме биле, значи кашар, ние сме биле фудбалери. И го вадат Братич друго полувреме, го ставаат Осим. И мене тренерот ми вика, ти по Осим ќе одиш. Кај ќе одиш? Не, ама сега играм десни хаф, Осим игра, везни играш. И ќе го тикав, земеш сега Осим ќе го фатиш. И кидеш по Осим, Варагич. Кидеш по Осим, викат само по него ќе одиш. Сега ние па имаме акции, напаѓаме, ја слободен од десна страна, десни хаф, играм за број 4.
Осип влезе, отиде на десно крило. Од мене далеку таму отиде на таа страна. Тренерот вика, бе, твари, диме код Осима. Идам кај Осим. Чекај, бе, он е таму, викам, диагонално, јас сум овдека, он е таму, што барам кај него да идам. Иди шпринт кај него, ја идам до кај него. Стојам до него, он стои. Ја не може да стојам. Не сум играч што знае да стои. Па ја ќе се тргнам вамо да се доам на своје место, врати се назад кај него. Замисли што се учи човек од такви работи. И доаѓа ситуација. Не, бе, ќе стигнеме. Зема една топка, гостев. Јас си дојдов ваму, гостев него сам, на десно крило. Ја оде диагонала од него, он таму скрес му дадов една топка. Си се прошав? Ја по него, так на земја, Дробас на земја, Плачков на земја, Мутивач, гол 1-0. Добар играч си. Па не добро, што си ме светска легенда. А ја викам, што ја кидам, сега ќе го фатам. Си стои човек. Зашто претходно на припреми у Макарска го држав него. Знаеш? Ама тоа е пријателска утакмица. Не се замара. Не се замара, се чува. Знаеш, ја прсница таков, знаеш, до него, ваму таму ќе му пресечам топка, си викам и Осим го држав. Знаеш? Ама него не може да го држат никој, ја ќе го задржам. Така. Брзо ми отиде време, сега ни останаа многу работи не да речем. Многу ни останава, скопскиот фудбал и така натака. Ајде малку, уште ова, ќе те прашам за тогаш и ти поминај малку на сегашниот фудбал, на презентација. Каква беше атмосферата пред и по утакмица овде кога ви очекувате да играте со некој? Види, јас сум среќен што у тоа време и после нас, една генерација таму, ќе го кажам Панчев и компанија, кои направио исто така. Големо богатство за фудбалот и се експонирава како светски играчи. Меѓу другото, тогаш целиот град доаѓаше на фудбал. Значи, ја од Маџар Мало, кога дојде народот од Маџар Мало, идат на градски стадион. Значи, тоа е 3 километра, 4 километра, колку е. Од Скопје малечко беше, меѓутоа сите као река се слива 15-20 илјади народ. Рачунат Скопје 20-30 илјади, 15 илјади на стадион. И тогаш еуфорија, радосни сите. Ние уште и како дете ја го памтам тоа, после ја кога играв, така беше. Во тој период, некаде до 75-та, 72-та, 3-та година, така, кога веќе почна други работи. И сите идева, Вардар го сакава сите. Сите доаѓава, тоа беше главна разонода на работниците, на граѓаните. Задоволство им прави дека учествуваш у некоја победа против некој појат. Значи, против Звезда, Партизан, Динамо, па и тоа се докажеш дека ние сме подобри од Нишли, и од Бања Лука, и од Сарево. Знаеш, тоа е, луѓето се осеќава... Дел од тимот. Се осеќава како дел од тимот. Ама дел од тимот, они живеат. Ти слушаш после утакмица, прв пат ние Звезда победивме една утакмица, се сеќавам, искачаме од кабина и се пуштива, почна да не дигаат, да не фрлаат во раце, луѓето не пуштат доле, знаеш. Публиката кога сака нешто, си е направено задоволство, направено. Она живее со тоа и после ќе застанат од тие кафани и ресторани кај што беа, коментираат кој како направил, кој што му направил, значи на душевна храна. Така. А тоа е филозофија на Западот, зашто во светот сегде се полни стадионите, работниците да бидат задоволни, да може да имаат ефект на работа. Не е случајно тоа, тоа е све наука. Зашто му се пружа квалитет на разонода на работникот. Да биде задоволен, да не му е тешко утре било што да работи. Ајде што, колку да не останеме должни, децева сега трчаат по пари да заработи многу и бевте ли добро платени тогаш? Тогаш системот беше, не дозволуваше да има големи разлики во примањата на граѓаните. Па и ние бевме платени повеќе од обичните работници, повеќе, значи... Меѓутоа не е онака еден... Не е тоа некоја
пара, да речеме, еве сега ќе ви кажам за јас, договор 64-та година, првиот договор без пари. Добро. Проаѓа 4 години и тогаш се направи лимит у цела Југославија 4 милиона динара. Не е битно. Најдобрите 4 милиона. Така. Не сите. Само тие што се квалитетни у клубовите по 4 милиона. Но може да се направи нека според вас колку би изнесувало тоа во сегашни пари? Па, тоа знам, не можеше... Дали сте правили некојаш не? Не, бе, ни стан не можеше да купиш. Колку е сега? Колку? 2-30 евро? 50 за некаде. 4 години. 4 без пари, 4 за 8 години. Да. Првиот без пари, вториот тој. И после, кога требаше следниот да го правиме, и лимит беше 5 милиона. Значи, и јас сум првиот у Вардар што потпишал за 5 милиона договор пред време година дена, и првиот играч што пишал прв пат за 5 милиона. Се памтам, Мето ми вика, тебе да име ти за 5 милиона. Како може ти 5 милиона да бараш, ние по 4 милиона. Мето викам, со вие, јас и другари сме си. Ви 10 ќе бараш, ти си од мене 2 пати боли, ја 5 ако ми дале мене, ти барај 10, викам. Ја не ти правам против тебе, ја правам вие да земете. Да. Се гледате со поранешни фудбали на Вардар, со некој? Се гледам, па со тие што си у возно стање, што се вика, како и мене, што ние сме секе по 80 години и така. Мето е тука, уште Мечка е тука, уште Бажанчевски, од првиот тим говорам, што многу ги нема. Многу отидова пред време, бидејќи животот е таков. Ние се влечкаме уште малку, гледаме, пратиме кој колку може. Од генерацијата моја, што се сите сме си уште генерација, значи под младоко што сме, таа генерација, значи што се капитенот Доне Божиновски, Кире Пеев, Кире Николовски, Зигоманов, Љубиша Николич и Смилевски, Кире, и уште сега да не ги редам сите. Меѓу другото, ние го спомнавме Модич, ние го имаме Љубиша Николич, најстар фудбалер, регистриран што игра во светот, ја мислам, он играше до 70 години. Сега е 82-3 години. Така. Каква е споредбата со сегашниот фудбал? Што е со Вардар сега и... Па Вардар е... Како е сега? Зошто е... Данокот на Вардар данокот го плаќа заради политиката. Мене ми е криво што политичарите дојдова да се експонираат дека повеќе вредат од еден фудбалски клуб, што никој пат не може да биде равно. Никој не знае кој е у Шпанија на гигантите. Сите знаат за Реал Мадрид. Да. Сите знаат за фудбалерите на Реал Мадрид. Сите за Барса знаат, сите знаат за Челси, за Бајер Минхен. Од овде искочи сега главни носители на разонодата и на профитот се фудбалерите. Ке нас излегува политичарите. Да, политичарот, ти чекај он, треба, тргнете ги рацете, вие помагајте на спортот, во ваше време спортот да биде на големо ниво. Како што викам, во времето кога јас играв, политичарите, никој не се експонирава преку Вардар. Значи, член на ФК Вардар, генерален директор на Бетон, на регулација, една е сега, Бог да опрости, Трајко Стаматов почина сега, на 90 толку години. Кој го знае како професор Трајко Стаматов, сега одрен круг, ама како подпредседател на Вардар го знаева сите. Така. Сакам да кажам, сега свртева, она што го кажа, ти дете во моја игра, ја плаќам. Така. Не е така. Треба да се остави секоја работа да се ја води тој што си е професионалец. А тој што сака да се поистоветува, не викам дека да фрла пари. Парите се враќаат назад. Јасно. Рекламите што се по светот, тие не ги фрлаат по толку големи пари за некој спортиста, џабе, им се враќаат назад. Ама зашто? Инвестираат да направат квалитетна екипа, квалитетен играч и сето тој
Публиката доваѓа, масовно доваѓа, големи пари доваѓаат од публиката. Публика немаме ние. Како да ја вратиме? Па исклучиво треба да се трансформира малку ова општество, поред сите работи што си ги водат политичарите, тоа е нивна работа. Меѓу треба они да водат рачун дека спортот е на млади, младите еве ги забегуваат. Младите гледаме што се случува. Чим не ги вратиме ние младите назад, а политиката е таа што треба да ги врати младите, однос со инвестиција во спортот. Се надам сега дека еве прв пат имаме министер за спорт. Да. Зашто кој што се надевам дека ќе свати што е министер за спорт, да го интересира, да го популаризира спортот. Така. Значи, он е врвен спортиста, меѓу другото, е моје видување, треба они да инвестираат во спортот. А после кој ќе дојде некој спортист на надпревари, меѓународни и друго, сите се гордееме, и ќе се појават сите. Наши. Наша златна медалја, наша е. Додека не освои медалја на таткови на мајкови на клубот, а после е наш. После е наш. Сега, а треба да инвестират повеќе за инвестира. Јас знам во Македонија, во Скопје, во сите градови, сегдека имаше малски фудбал. Има ли сега? Сега нема. Сега ги гледам, се собираат така, се уште малку се тие, значи рекоме децата идат во овие не школи, него приватни. А овие деца што некој пут бивши фудбалери негде се собираат у градот, ја гледам на 3-4 места само у цело Скопје играат фудбал млади играчи. И тоа летно време. И кажи ми, имам време уште за едно прашање, ќе пречекорам, нема да ме кара. Која е перспективата? Имаме ли перспектива Македонија како? Јас сум секој пат оптимиста. Македонија има фудбалери, се раѓаат. Меѓу другото, треба да се обрне пак и повторно внимание на младите и да се инвестира. Перспектива има голема. Голема перспектива. Не случајно еве се нашата репрезентација, значи има резултати. Ама чекај, нас не бројат како република, како држава. Последни не ставаат сегдека у сите рангови, така ли е? Да. Ама и нас, јети, инцидентно Германија те павме, Италија те павме, Енглеска те павме, инцидентно, меѓутоа, значи имаш можност да ги победиш. Со систематска работа ќе спадиш еден континуитет и да бидеш равноправен со нив. Ништо не е голема разлика у знањето, нема. Некој пат и нашите спортисти и фудбалери знаат повеќе од противничките. Ама приодот, конформирањето и организацијата на самиот спорт, на игра, значи тука касниме. Така. Добро, ајде да се надеваме дека некој барем ќе слушне. Од се ова што го зборуваме за фудбал, некој ќе слушне нешто па ќе примени. Па редно е затоа што Наше е да зборуваме. Абе наше да зборуваме и сега не може да ни пропаѓаат младите. Младо кој ќе ни пропадне нешто, знаеш, тоа е жално за сите. Тие сакаме да изградиме едно општество од млади луѓе кои што сме били ние, па сме израснали, па пред нас, па и ама сега инцидентно имаме некој да се апорно учествувале наши спортисти на сите светски манифестации. Така. Сега од време на време нека. Сега јас сум заљубник, јас сум спортски човек и ценам сите што допринесуваат и инвестираат во спортот, без обзир на све. И сега има кои што инвестираат и се надевам дека овие трансформации и негативности што се појават во друштвото, луѓето ќе сватат дека треба мора да инвестираат во своите деца. Така. Добро. Ни измина времето, повторно брзо, повторно многу работи ни остана, не кажам. Па има, ќе направиме ние уште емисија. Има, види, сепак за една ваква кариера, за еден Варда да се збори, има многу да се збори. Јас сум еден од тие мојата маленкост што има Вардар е плејада луѓе кои што треба да кажуваат за Вардар, за успеси, за резултати, бидејќи публиката на Вардар и денеска постои, значи, постоела, постои и ќе постои. Меѓутоа, се надевам дека ова секој пат е некоја трансформација позитивно ќе делува и преку Фудбалскиот сојуз и ќе се рефлектира на клубовите. Ајде да посакаме што вели народот од ваша устава Божи уши, нели?
па дека оние што се задолжени за фудбалот ја тргнат. Па само тие може да видат, не може да го некој што не е задужен за фудбалот да го исправи фудбалот. Не може ќе даде 100 денара, не. Не, благодарам што бидете мој гостин. Благодарам, Се надевам поздрав. повторно ќе бидете за известно време и бидејќи Вардар и фудбал е неисцрпна тема, секој ќе има за што да се зборува. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме следниот четвртак.